денеска зборуваме за спанекот. Асоциација на она што кога сме биле мали па го сме го гледале од цртаните филмови, но ова е реалност, не е цртан филм. Нешто повеќе за спанекот секако, еве ќе го дадам на нашиот соговорник господинот Ване Јованов. Господине Јованов, дали ова свеж под спанек? Да, ова е бранд синоќе, значи дека е птење свеж, така да може да се конзумира дури и со салата. Многу е пожелно спанјакот да се прави салата. Да, кога се сади? Ништо не му се уништува. А се сади спанјакот некаде тамо во средината на септември, за да може се да се бере. Колку берби има? Дали има една берби? Спанјакот има, ние правиме повеќе берби, ама па секој корен си е за себе. Некој порасне порано, некој поспоро, така да една-две берби, три има. Да, бара ли посебни услови, посебна почва да речем? Бара спанјакот многу добро почва. Да е миловито местото, за него е рај. Дали бара да речеме повеќе влажно, сончево? Наводнување многу не. У неделата два пати, доволно. Како ќе знам дека ова е квалитетен спанек? Овој спанјак се познава по самата боја. Карактеристично за спанјакот е да има малку по-зелена, ама по-темна боја. Темно-зелена. Тогаш спанјакот е добар. Добро, кога ќе го земеме спанекот? Рековте дека од септември е бербата. На какви идеални услови може да се чува за да биде свеж? Исправно, у септември се саде, а бербите се после месец дена. Да, ама како да, еве, јас да го земам денеска и како ќе ми обстане неколку дена, да речем? Овој може да обстане цела недела. Добро да се изчисте, да се измие во кесе и во фризерот. А некои го и дури замрзнуваат, ама не е пожелно да се замрзнува, бидејќи ова содржи железо, а железото не е добро да го конзумираш после од замрзнато. Има ли интерес? Колку е цената? Цената е 120, интерес има. Секој за спанјако, особено за малите деца, така во години кога растат, попај се сеќават едно време, ако јаде спанјак, мускули има. Барат ли совети за него? Да, барат. Што најчесто да речеме? Да речеме што да го сготви, например. Спанјако може со оришче, може само спанјак со јајца скапани у него, така разматени, а може и цели јајца на око ставени. Во продолжение, ова се дел од цените на одделни производи што денеска се нудеа на пазарните тезги во Штип. Тиквички 22 денари за парче, тиква 35 денари за килограм, краставици од 20 до 40 денари за килограм, пипер од 50 до 70, карфиол 60, јаболка 80, круши од 100 до 150 денари за килограм, јапонско јаболко 50, спанек 60 и прас 360 денари за врзоп.